Мене ми е многу значајно дека овој филм излегува од индивидуалци и пренесува универзална порака и таа порака се пренесе на из цел свет. Тоа е многу значајно за мене и плюс тоа дека влеговме во ја сменивме малце историјата и начинот на гласање и на целата академија тука. Документаристиката од сега натаму ќе се гледа малце подругачие, тоа е едно од поголемите достигнувања. И ова што нас не се случи, значи, иако не го добивме тој Оскар, сметаме дека и овие две номинации значат огромен успех и само еден поттик дека се повеќе и повеќе гледачи ќе го видат овој филм. А тоа за еден автор е најзначајната работа, неговото дело да биде видено од што можно повеќе луѓе. American Factory е одличен филм пред се. Стварно има своји квалитети, си има своја исклучителна приказна, значајна за целиот свет исто така. Но тоа исто како едно пиле да се бори со гризли мечка. Сепак за тој филм стои Netflix и продукцијата новоотворен на Барак и Мишел Обама. И сепак академијата колку и да има голем број на членови и сите сакаат да гласаат најобјективно и така натаму. Сепак најголемиот број на членови се американци, секогаш националниот момент победува. Тука можам не треба да читам и да истражувам премногу за да знам дека сепак поголемиот дел на електоратот на таа академија сепак заради причината што е темата на тој филм сепак се однесува за Америка, влијаеше за они да го изгласаат тој филм. Не знам дали постои начин да се провери колку бодови има некој земено, но сигурен сум дека ние бевме некаде многу блиску до нив. Во овој случај е позначајно што сменивме историја отколку да добиевме Оскар. Така да и ние цело време меѓу себе си викаме две номинации е подобро од еден Оскар.